Жителите на Стрмош бараат итна дислокација на пробиштипската градска депонија. Смрадејата не се трпела. Проблемот на овие жители е константен, но најизразен во лето кога целото село е во карантин. Па вечери смрде, не се излага. Па и ме решили да поедеш там доле кај мостот. Овде тој не се загазува од смрдови. Понапред беше, ма сега па е птен. Усеќа се те па како. Кај мене тој јас су понам, далеко толку не смрде, а тие покрај реката там што се покрај оној, повише смрде таму. Што да чистиш? Не можеш никаде да биде чист. Поособено кога заврне. Ужас, што да ти кажеш? Овдешните жители се гневни на градските власти зашто депонијата ја направиле село без кучиња, па таму се фрла и што треба и што не треба. Последиците ги чувствуваат тие. Треба да преземат за депонијата. Тука за секакви, тука све доваѓа. Фрлат и умрени кучиња, мршити, работи, друго, треќо, там све што треба целиот град. Од Пробиштипското јавно предпријатие тврдат дека вината за хаосот на депонијата не е нивна. Смрадејата била резултат на случајни или намерни пожари направени од трети лица. Ние имаме одредени сознанија, доколку ни се потврдат тие сознанија, ние ќе поднесем соодветна пријава до полицијата. Всушност се работи за диви собирачи на смет на депонијата, кои намерно ја палат депонијата од само ним познати причини, за да на крајот собираат и метал од депонијата, иако не се свесни дека тоа може да има многу лоши последици. Ова може би објаснува, но не го решава проблемот на жителите од Стрмошно и околните села. На нив им треба брза и итна реакција, а не објаснување. Но токму реакцијата ја нема, зашто депонијата не е дел од програмата на градоначалникот, а од јавното предпријатие се крстат на изградба на регионалната депонија. Проект кој се заговара веќе десетина години, но кој е далеку од вистинска реализација.